Во летниот период, кога можноста за ширење заразни заболувања поради високите температури е голема, градската чистота треба да биде на највисоко ниво. Напротив, градските власти на Тетово и Гостивар, но и граѓаните, летово потврлија. Преполни контењери, мини депонии, неподнослива реа е секојдневната гледка на повеќе места во Полошко. Комуналец е катастрофа. На секој контењер црно смрди градот. Народот не е дисциплинован. Треба да имаат сите кеси дома, да ги чуваат и на време да доваѓа неделно или како доваѓа, немам појма, да ги земаат џубрината. Свеста малку ни е ниска, значи да се потрудиме сите, ќе биде малку другчија, поубаво ќе биде. Гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари признава дека градот деновиве не е чист. Вели дека со доаѓањето на печалбарите се зголемуваат количините на отпад со кој гостиварски комуналец нема капацитет да се справи. Општината веќе размислува дејноста собирање и транспортирање на смет да му ја даде на приватен концесионер. Во овие 2 месеци во Гостивар се дуплифицира бројот на граѓани. Значи имаме печалбари кои што доаѓаат. Нашите капацитети со камиони и со контењери е ограничен. Иако 3 пати дневно се чистат контењерите, пак се преполни. Значи се обидуваме да го менаџираме колку што можеме, меѓутоа прифаќам дека не е како што треба и дека може да биде многу подобро. Јас би сакал, ако можеме идната година да го дадеме под концесија тоа, да земе приватна фирма која што знае и е професионална во менаџирање. Оти не успеваме, верувајте, со комуналец и канализација, и водоводи, и сметот, комплетно овие работи не успеваме како што треба да се менаџира, меѓутоа сме битно подобри од околните општини. Јавните комунални предпријатија се соочуваат и со проблеми околу депонирање на сметот, затоа што дел од нив поради негодување и блокади на жителите од Гостиварско не смеат да го носат отпадот до регионалната депонија Русино. Тие бараат депонијата и патот кој води до неа да се уредат, па потоа ќе дозволат да се транспортира сметот. Веќе општините одлучивме, значи од Полошкиот регион да дадеме одредени средства, да ги исполниме условите кои што ни ги бараат граѓаните во Русино. И тоа бевме иницијатори јас и градоначалничката на Тетово и ќе ги уплатиме тие средства и ќе почнеме и со анализи на земјата и на воздухот и на водата и одредени акции што ќе земеме за да ги исполниме барањата на граѓаните кои што живеат околу депонијата Русино. Граѓаните бараат, например, све да се загради околу Русино. Комплетно да биде тоа заградено. Тоа ќе го исполниме. Бараат анализи точни од агенција колку е и каков е квалитетот на земјата, воздухот и водата. Колку се значи загадени. Трета работа, бараат да се направи контрола, да се постави барака во која што ќе има нон-стоп чувари кои што ќе бидат ангажирани од општините во Полошко, за да се има контрола кој уфрлува таму смет. Инаку во Полошкиот регион во 2017 година создаден е вкупно 139.003 тони смет, што е за речиси 11.000 тони повеќе од годината пред тоа. Како што покажуваат податоците на Државниот завод за статистика, лани биле собрани 108.047 тони смет. Годишното количество на создаден комунален отпад по жител минатата година изнесувало 379 килограми.